И претходно спомнав дека жените кај кои што веќе се појавил еднаш канцер имаат зголемен ризик од повторно јавување на канцер на дојка во однос 2 пати во однос на останатата популација. Но има жени кои што никогаш немале канцер во фамилија или бар таков не знаат, за таков немаат информации, бидејќи етиологијата на настанок на карциномот на дојка не е точно дефинирана. Постојат генетски фактори, но постојат и епигенетски фактори од околината кои што влијаат секако за настанок на карцином на дојка. Затоа не можеме да кажеме дека само оние жени кои што во фамилијата имаат некаков тип на канцер од овие видови што претходно ги споменав, дека тие се само изложени. Секоја жена на одредена возраст треба да си ги превземе мерките кои што ги спомнав. Значи од 18 години само преглед, тоа важи до животон, само преглед еднаш месечно на дојките, а скрининг програмата ги опфаќа здравата популација од 45 до 69 години, жените од 40 до 45 години кои што имаат висок ризик, сами се пријавуваат на преглед, онколошките пациенти и жените со симптоми, односно со палпабилни грудки или течење на секрет од дојката, црвенило и промени на дојката се јавуваат во секое време. Со помош на оваа програма, нашата тенденција беше, покрај тоа да ја намалиме смртноста од карциномот на дојка, да го подобриме квалитетот, да обезбедиме термини доволно за жените кои на вистина имаат потреба од мамографија и да ги ослободиме оние термини кои што ги зафаќаат жени кои што немаат никаков проблем, или пак од оние кои што ќе закажат преглед, а нема да се јават на преглед. Јас апелирам и во скрининг програмата сите оние жени кои што имаат добиле термин за скрининг мамографија, доколку од известни објективни причини или субјективни не можат да се јават на преглед, претходно да го најават своето отсуство за да може терминот да го земе жена која што навистина може да се појави во рамките на скрининг програмата.